Во оваа прилика го известувам дека изготвен вториот 16-месечен извештај за работата на обвинителството и изразува својата подготвеност во периодот од 19 до 30 септември извештајот да го презентира во Собранието на Република Македонија и Советот на јавни на Република Македонија. Извештајот е готов како што следува. Денеска пред целата јавност апелира законодавниот дом да ги донесе поднесените од моја страна измени на законот за заштита на сведоци, за да може специјалното јавно обвинителство да навлезе во свршта на предметите како што се Мартин Нешковски, Монстров и Сокол. Покрај извештајот на денешната главна пресконференција ќе ви бидат презентирани и два нови кривични предмети, за кои денеска ќе поднесам обвиненија до кривичниот суд Скопје, а за кои подетелно ќе ве извести јавната обвинителка Фатима Фетај. Првиот предмет е од огромно значење за целокупниот мандат на јавно обвинителство. Се работи за уништување на документација поврзана со неогласеното послушување. Прво обвинетиот во својство на службено лице во петтата управа, во управата за безбедност и контраразузнавање, незаконито формирана комисија за ништење на службена документација и заедно со 6 членови на комисијата уништила 2047 службени списи, од кои 22 се однесуваат за системите за следење на комуникација. Целта на ништењето на службена документација била да бидат уништени списите поврзани со работата на системите за следење на комуникациите. Покрај уништувањето на самите системи, кој беше елаборирано во предметот тврдина. Вториот предмет кој што ќе го презентираме е презрено од основното јавно обвинителство Скопје. По првичната анализа на добиениот материјал, во делот на прислушуваните разговори беше содржан и разговор од телефонска комуникација помеѓу двајца поранешни високи носители на извршната власт во Република Македонија, кој беше јавно објавен. Од доказниот материјал произлезе дека во месец јуни 2013 година прво обвинетиот со умисла побара, а второ обвинетиот безпоговорно прифатил и пред трето, четврто и петто обвинетиот го поттикнал дел од членството на партијата да во група од повеќе лица извршат грубо насилство спрема градоначалникот на општина Центар и спрема советниците од советничката група на општина Центар, но спротивната политичка опција. Дел од тие истраги веќе се завршена фаза, така што ние очекуваме брзо да во еден известен период да добиеме резултат, односно тие истраги да бидат завршени. Се разбира, постои законска обврска во која што мораме да ги почекаме и да испијат на истрагата и самото завршување е комплексен процес и не зависи исклучиво од нас како обвинителство и не можеме да ви дадеме точни информации кога временски тие истраги заврши. Очекуваме во наредниот период да имаме довршување на тие истраги што сте веќе почнати. А по однос на останалите, ние не можеме да ја преодицираме руката на останалите, тоа во никој случај. Меѓутоа, сметаме и веруваме дека постоењето на ова јавно обвинителство е во интерес на сите граѓани на Република Македонија, дури и во интерес на политичките партии, затоа што со постоењето на ова јавно обвинителство и за нашата работа, целта е да се открие дали навистина постои криминал, кај кои лица постои криминал и тој криминал да биде санкциониран, за да може да се подигне стандардот за владење на правото и да се изгради повисок степен на доверба на граѓаните во институциите на државата.